Се ширили непотизмот и помеѓу антикорупционерите кои што се задолжени за нејзино спречување. Во документот кој излезе во јавноста, ќерка на Софија Пејовска Дојчиновска, член на антикорупцијска, е пратена како советник во постојаната мисија на Македонија при Европската унија во Брисел. Според информациите кои излегоа во јавност во рокот само 6 месеци, Неда Дојчиновска е унапредена на јавен оглас од помлад соработник во раководител на одделение и веднаш е распределена во Брисел. Антикорупционерката пак тврди дека огласот по кој е избрана нејзината ќерка е исправен и отфрла било каква вмешаност во напредувањето на Неда Дојчиновска. Огласот по кој што е она избрана за представник во мисијата, во канцеларијата на нашата мисија во Европската унија е беспрекорно, според мене, но вие апсолутно можете и да се обратите до секретаријатот за европски прашања и сите детали за спроведената постапка, конкурсот и така натаму, да ги добиете непосредно од секретаријатот. Не би било, како да кажам, умесно од мене да објаснувам како е спроведена постапката, а непотизмот не знам каде би го нашле. Председателката на антикорупцијска рече дека за овој случај ќе бидат побарани податоци и дека доправа ќе се утврдува дали има непотизам во овој случај. Во овој случај комисијата исто така ќе си постапи, ќе си ги побара сите податоци во врска со назначувањето. Ние сакаме сите меѓу себе да се погледнеме во очи со чиста мисла и со чиста совест, така што довербата се гради и меѓу нас и кон нас, нема никаква дилема. Ќе отвориме предмет, ќе си го изработиме, ќе го соопштиме и толку. Последен пат антикорупцијска одлучуваше за судир на интереси во случајот на вице-премиерот со литиум-јонските акумулатори, каде што беше утврдено дека Ангјушев активно учествувал во носењето на владината одлука за укинување на царината за литиумските акумулатори, од што директен интерес имала фирмата Брако, во која Ангјушев има сопствеништво. Антикорупцијска си останува на ставот дека постои судир на интереси. Завршен е случајот со Ангјушев, го објавивме. Од наша страна го констатиравме судирот на интереси и упативме иницијатива до владата за утврдување на одговорност на вице-премиерот. Од таму добивме известување дека тие не утврдиле одговорност, бидејќи сметаат дека тој ја испочитувал процедурата, што не се совпаѓа со фактичката состојба од документацијата што ја добив. Инаку денеска антикорупцијска ја усвои нацрт стратегијата за ризици од корупција за која за прв пат се вклучени медиумите и земјоделството.